Отсуството на јасен став за конкретни и тоа најкрупни прашања ја разнишуваат довербата кај оние кои инсистираат на остварување на не само нивните државни, туку и на однапред зацртаните македонски стратегиски цели. Затоа е во ред да се подсетува. If they say, I have a better offer, but I'm not going to tell you what it is, you wouldn't buy a car from that person, so I don't think you should vote for them either. Одбивањето да се даде конкретен одговор на фрлената ракавица не води кон решение, туку кон дополнително комплицирање на односите. Не дека тоа ќе влијае на скоротно, а покажува наводната надменост и божената цврстина на позицијата, која реално отсуствува. На студиите сум ги положил предметите како што се моторни возила и возила со внатрешно согорување со највисока оцена 10 и доколку некој му е потребен мој совет какво патничко моторно возило да купи, устојам на располагање. Упорното инсистирање на став доведе до ситуација во која некој друг беше одговорен за отварањето на воздушните перничиња по вербалниот сообраќајен инцидент. Па продавачот, за да биде појасен, укажа дека потенцијалниот купувач немал јасен увид во тоа кој стои зад автомобилот што е на пазарот. Не мислам дека господинот Обрајан како искусен дипломат си дозволи да суди личност која што не ја познава, бидејќи интервјуто беше дадено пред да ме запознае. Сенам дека така искусен дипломат не би си дозволил таков тип на изјава, но ќе го прашате, претпоставам, ако дојде повторно, па нека ви даде соодветен одговор. Дојде и тој ден кога можеше да се искористи повторното доаѓање за да се постави жешкото прашање и за изненадување. Одговорот остана исти покрај тоа што беше даден врз основа на познанство кое што веќе на големо е абсолвирано. I want to stay with what I have said when I was here in November and also today. People of this country will have a clear choice sometime in the next months between a vision that knows how to go to Europe and something else. Останува да се види што е тоа нешто друго, иако е евидентно дека дури нито аналитичарите блиски до структурата без став немаат баш јасна и чиста визија што е тоа што се бара. Ја верувам дека сите партии ќе се заложат за побрза европска интеграција. Тоа се сосема во ред. Тоа е некој зацртан пат, сега кога ќе биде, како ќе биде тоа. Но прашањето е само како ќе се оствари тоа. Така да ја не гледам тука некаков проблем. И на крајот, не дека има проблем, но тој може да стане ако се има предвид чудно втемелениот оптимизам за можноста од промена на ставовите. Ке ве подсетам за време на конфликтот 2001, господинот Џорџ Робертсон какви беа првичните ставови, а потоа како се сменија сосема обратно. Ке се сетите на што говорам. Политиката се менува според тоа колку имате рбет и колку сакате да постигнете крајната цел. Јас не велам дека ние веруваме во невозможна мисија. Примерот со поранешниот генерален секретар на НАТО и смената на наративите во 2001 година е планетарно недугав. Ако тоа е репер за перспективата, тогаш не само Европската унија, туку се ќе стане невозможна мисија.